Драги гледачи, физичката култура добива посебно место во уставните и други документи што ќе бидат донесени годинава. Тоа беше непосреден повод да го поканиме во нашето студио во првата годинешна емисија Телеспорт на оваа тема да не говори председателот на Комитетот за физичка култура на Македонија, другарот Живко Василевски. Во последно време физичката култура во Македонија бележи крупни резултати, а особено во пунктовите физичкото воспитание и образование, надпреварувачките активности, рекреацијата и активниот одмор на работните луѓе и граѓаните. Овој подем на физичката култура во Републиката е резултат на поголемата и поефикасната организираност, на подобрената материјална и кадровска база, а особено на сознанието и односот кон физичката култура како дејност од посебен општествен интерес, за чиј развој треба да се грижи и ангажира целото општество. Во последно време се повеќе и појасно почнува да се формира еден нов квалитетен однос на општеството кон физичката култура, како дејност преку која треба да се реализираат хуманите вредности и да се остварува личната среќа на човекот, како што е тоа запишано и во програмата на Сојузот на комунистите на Југославија. Покрај тоа, физичката култура започнува позабрзано да се вклучува во општествениот процес на трудот и како дел на општествената репродукција се афирмира како дејност од посебен општествен интерес. Во прилог на реченото, говорат предлог Уставот на СРМ и готовноста за адекватно третирање на оваа област во статутите на општините, местните заедници и на организациите на Сдружениот труд. Во предлог Уставот на СР Македонија, во основните начела покрај другото се констатира: работните луѓе и нивните организации и заедници, општините и Републиката ги потикнуваат активностите и создаваат услови за учество на што поголем број луѓе, посебно на младината, во физичкото воспитување, масовната физичка култура и рекреацијата, за развиток на квалитетниот спорт, за физичкиот и психичкиот развој на човекот, за обезбедување активен одмор, подобрување на здравјето и подигање на работната и одбранбената способност на народот. Ова уставно начело на соодветен начин се разработува и конкретизира во општествено-политичкиот систем, односно во местните заедници, каде работните луѓе и граѓаните најнепосредно и самоуправно одлучуваат за остварување на своите заеднички интереси и за солидарно задоволување на заедничките потреби и во областа на физичката култура. Покрај местната заедница, физичката култура добива статус на општествена потреба во општината и Републиката, кои, како што беше речено, се грижат за создавање услови за комплексен развој на оваа општествена област. На крајот треба да се истакне дека изнесеното и покрај тоа што не е пошироко коментирано поради недостигна време, представува мощна значајна уставно-правна основа за комплексно и адекватно дефинирање на општествениот статус и на општествено-економската положба на физичката култура во нашата република. Уставното начело за организирање на физичката култура врз принципите на самоуправното договарање и спогодување, односно за создавање на уставно-правна основа за основање на самоуправни интересни заедници и во ова општествено подрачје, отвара мощни широки можности за ангажиран, програмиран и за сестрен развој на физичката култура во нашата република. Во врска со изнесеното, посебно сакам да ја истакнам потребата за еден истоветен третмар на собранијата на самоуправните интересни заедници на физичката култура со другите заедници од општествените дејности и нивното вклучување во равноправното решавање со надлежниот собор на општините и собранијата, односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашање од областа на физичката култура кои се во надлежност на соодветното собрание. Со донесувањето пак на Законот за физичката култура, кој што треба да биде донесен од највисоките представнички органи на Социјалистичка Република Македонија во најблиска иднина,
се очекува да се забрза процесот за поорганизиран, посинхронизиран и понасочен развој на физичката култура во Социјалистичка Република Македонија. Можеби ќе помислите дека овие кадри се снимени во некоја детска градинка, да нема забуни, веднаш да кажеме не, бидејќи сето ова што го гледате е снимено во салата на Друштвото Партизан на Умнумовски Борче во Скопје. Овде повеќе од еден месец, под раководството на наставниците Иванка Ковачевска и Славица Тодоровска, се изведува новата форма за рекреација наречена родител-дете. 2 пати неделно, во вторник и петок, по 1 час се одвива наставата за овие дечиња и нивните родители. Да се гледа нивниот час е мощно интересно. Родителите со своите деца, најнапред, како на секој друг час во оваа сала, се постројуваат, а потоа тргнуваат кон нови откривања во физичкото вежбање. Зашто за овие деца, кои се на возраст од 2 до 6 години, секогаш има по нешто ново. Нив можеби отпрвин им беа чудни круговите, но кога почувствуваа дека тие можат да им служат и како лулашка, имаше и солзи за тоа кој да стигне прв до нив. Така беше и со другите справи за вежбање. Отпрвин тие им беа туги на децата, но на родителите не им требаше многу да им објаснат која справа за какви вежби служи. Младите гимнастичари сами се зближуваа со справите и храбро, иако не толку вешто, изведуваа некои вежбачки елементи. Меѓу овие најмлади посетители на еден час по физичко воспитување беше пријатно да се мине времето. Детските гласови често бара и помош, но се добиваше впечаток дека на тој начин тие сакаа и да го свртат вниманието кон себе. Се слушаше: "Мамо, гледај како вежбам. Тато, подај ми ја раката, сакам да трчам со тебе", или "Држите ме, ќе паднам". Сето ова, сите овие повици беа составен дел на највеселиот час, на кој меѓу родителите забележавме и неколку познати македонски спортисти. Времето минуваше, часот се ближеше кон крајот, а во салата атмосферата се повеќе се загреваше. Децата вежбаа на една, родителите на друга страна. На крајот, по знакот на наставниците, тие во спринт се упатуваа кон своите родители. Им скокаа во прегратките, часот беше завршен. Во новиот дел на Скопје, во населбата Карпош 3, на булеварот Партизански одреди, се наоѓа убавото здание, поликлиниката Букурешт. Во неа е Заводот за спортска медицина при Здравствениот дом Скопје. 1966 година е раѓањето на оделението за спортска медицина при оваа поликлиника, а од пред неколку месеци тоа прерасна во Завод за спортска медицина. Спортската медицина како специјализирана здравствена дејност веќе подолго време се развива паралелно со развитокот на спортот и физичката култура. Нејзината превентива е всушност навременото откривање на заболувањата и недостатоците кои при организирана телесна активност можат да ја влошат здравствената состојба, а потоа и конкретна активност во лекувањето на заболувањата и повредите. Овде работата на директорот доктор Никола Христов, специјалист за спортска и интерна медицина, на 4 лекари и 5 медицински сестри, се состои во оценката на функционалната и здравствената способност на спортистите, онаа на учениците во врска со предметот по физичко воспитување, како и лекувањето со телесно вежбање и спортска рехабилитација. Заводот е и место за теоретскиот и практичниот дел од наставата на медицинскиот факултет и Висшата школа за физичка култура, за стажирање на лекари што специјализираат спортска медицина и за усовршување на друг здравствен персонал. Во последниве 3 години во Заводот се извршени 31.423 клинички прегледи и 64.795 интервенции, што во споредба со претходните 3 години представува двојно повеќе. Годинава од околу 11.000 прегледани пациенти, 6.974 се спортисти, 2.344 ученици, а 2.487 возрастни граѓани.
Оваа последна бројка е најрадосниот податок, бидејќи ги означува оние возрастни на кои спортувањето и рекреацијата почнуваат да им стануваат навика и потреба. 2487. Тоа доволно зборува оти овој завод полека станува насушна потреба на нашиот човек, кој сватил дека физичкото вежбање и спортско-рекреативната активност, како здравствена, хумана и економска категорија, мораат да бидат цврсто вткаени во нашиот стопански и воопшто општествен живот. Наскоро заводот ќе се пресели во своите нови простори во спортско-рекреативниот центар Кале, на вистинско место, меѓу спортистите, а бројката 2487 годинава сигурно, или барем да се надеваме, ќе се зголеми. Крушево, градот на најголема надморска височина на Балканот, не е познат само по оваа карактеристика. Има многу нешта што го прават привлечен, особено во зима, кога снегот ги покрива терените над коријата. Овде, во ова идеално место за зимување, доаѓаат многу гости, љубители на скијањето, кои минуваат пријатни мигови на снежните терени. Но во Крушево доаѓаат спортисти и од различни спортски гранки. Природните услови и се она што го краси овој град даваат убави можности за подготовки на врвните спортисти. Затоа многу тренери се одлучуваат планираното време за почетни тренинзи, за тренинзи кои служат за здобивање основна физичка кондиција со своите екипи да го минат овде. Дниве го посетивме Крушево и се уверивме дека тоа станува вистинска спортска мека. Камерата на нашиот снимател Иван Петровски ги регистрира снежните тренинзи на најдобрите македонски борачи и велосипедисти. Фоти Ѓатовски, капитенот на југословенската боречка репрезентација во слободен стил, беше мощно задоволен од условите за тренинг. Иако овде ја немаше струнјачата, сепак можеше да се работи, како што се вели, под полна пареа. Она што во салите значи струнјача, овде е снегот. Многу боречки зафати се увежбуваа на меката бела покривка. Имаше и паѓања, но повеќе од задоволство, зашто секој сакаше малку да се истркала на снегот. И велосипедистите, кои ги водеше републичкиот капитен Киро Ѓоргиевски и тренерот Ѓорги Кузмановски, за тренинг ја користеа снежната покривка. Неа мораме максимално да искористиме, ни зборуваше капитенот Ѓоргиевски. Ова е период за здобивање со основна физичка кондиција, а знаете, снегот и ридестиот терен се две компоненти кои овозможуваат овој процес да се одвива побрзо. За разлика од борачите, кои ја немаа струнјачата, велосипедистите го имаа својот основен реквизит велосипедот. Се разбира, по снегот не можеа да го користат, па затоа неговите педали ги вртеа врз специјалната валчеста направа. Тренерот Ѓорги Кузмановски, кој раководел со многу вакви подготовки, беше задоволен од се она што го нуди Крушево. Трчање, скијање, санкање, вежбање, се можеше да се одвива без пречки и тоа тука во непосредна близина на хотелот Илинден. Ете, тоа го забележавме при нашата посета на Крушево. На крајот нема да сгрешиме ако речеме дека овој град ги има сите услови да се развие не само во скијачки, туку во комплетен зимски центар за подготовки на врвните спортисти. Пред неполни 2 години, во составот на спортското друштво Вардар, ја обнови работата по подолга пауза пливачкиот клуб, кој во своите редови собра повеќе од 150 активни членови. Тоа се пионири и младинци, од кои најстарите се родени 1958 година, а најмладите меѓу кои е маскотата на клубот Славица Битракова, родена 1969 година. Редовната активност на овој клуб и во текот на зимскиот период обезбедена е благодарејќи на разбирањето на управата на Средното училиште за внатрешни работи во Гризово, кое им овозможува на членовите на Скопски Вардар да го користат отворениот пливачки базен во центарот.
Нашата посета на еден сув тренинг на вардаците, бидејќи базенот поради некои технички причини не работеше, не побуди и по овој повод да го поставиме прашањето за реализација на една дамнешна желба на љубителите на овој спорт во Скопје. Дали не е веќе крајно време еден град како што е Скопје со околу 400.000 жители да се здобие со затворен зимски пливачки базен? Не само за обезбедување перманентна активност за постојните пливачки клубови во Скопје, туку во прв ред и за задоволување на потребите и интересот на мнозината пионери и младенци, љубители на спортското пливање и ватреполото. Инаку, овие 40 на млади пливачи под раководство на тренерот Миле Битраков и инструкторот Ѓорѓи Маневски работат 3 пати неделно. И двајцата велат, ова е млада генерација која со засилена работа и со елан може да постигне и врвни резултати. Годинашните резултати со работата во зимскиот базен се видливи. Меѓутоа, на клубот му треба постојана, перманентна работа, слабостите да бидат навреме отклонети, за да се постигнуваат уште подобри резултати. Во клубот има многу пливачи, како што рековме, меѓутоа да подсетиме, браќата Александар и Нинослав Атанасовски веќе постигнуваат солидни резултати на патеките од 100 до 1500 метри. Младата Наташа Милковска, нередовната пливачка на тренизите, потоа Владко Поповски, Томислав Таневски и другите членови на клубот, кои не пропуштаат ниту еден тренинг, веруваме дека во најскоро време ќе постигнуваат уште посолидни резултати. А само да се подсетиме дека најголемиот број рекорди скоро секојдневно се постигнуваат во пливачкиот спорт. А овие голобради момчиња и се уште несоздрени девојки се способни со работа да соборуваат рекорди на разните надпревари во нашава република и во нашава земја. Зашто со 18 години во врвното пливање веќе не си млад. Почеток кој по ништо не се разликува од оние вистински фудбалски средби за бодови и престиж. Почеток резервиран за техникото на едната и на другата екипа, за нивните пакети стручно-стратегиско-технички мерки, што ќе доведат до уште еден успех и повисоко место на табелата на рекреацијата. Токму така, на рекреацијата, составниот дел на секојдневната активност на луѓето вработени во хотелско-гостителското предпријатие Интеримпекс Метропол Погон Панорама. Судијата го кажува својот прв збор и започнува кој знае која поред средба на избраниците на Благоје Велјановски Шеки, кому неговите колеги келнери му приготвуваат уште еден прекар, но се уште се во дилема дали тоа да биде само рекреација или и физичка култура. И така секој втор или трет ден, а ако има кандидати за мал фудбал, шах, одбојка или за пинг-понг и 2 пати дневно. До сега, ова мора да го истакнеме зашто ни сугерираа работниците од Панорама, победени или како што тие ги викаат вистински муштерии, им биле представниците на Македонија Турист, на железничко-транспортното предпријатие, за барите при здравствениот дом на Бетон и да не набројуваме до крај. Доволно ќе биде ако се рече дека тие во мал фудбал на свој терен немаат загубено ниту еден надпревар. Го поделиле мегданот и со фудбалската екипа Гурник од Полска, со студентската фудбалска репрезентација на Белгија, со боксерската репрезентација на Полска, со најдобрите кошаркари на Панама, на кои ќе се сеќаваат по тоа што за спомен си ги сменија маичките и така натаму. А кога во Скопје се одржуваа шаховските олимпијади, противници најдоа во членовите на селекциите на Италија и на Филипинските острови. Се на се, секоја помала или поголема група што ќе одседне во Панорама или во Олимпиското село, нека очекува покана за поделба на мегданот. Тоа речиси спаѓа во куќниот ред. А според тој ред, секој погруп фаул мора да се казни со жолт или ако нема таков, бар со сличен, жолтеникав картон. Вакви фаули на вистина ги има многу малку и тоа сосема случајни. На спортското поле 3 пати по 7 мора да се 21, вели најискусниот фудбалер Борис Таковски.
Работниците од Панорама вистински рекреираат, а како што во разговорот ни рече директорот Драган Атанасовски, наскоро ќе бидат изградени терени за тенис, куглана и детско забавно игралиште. Тогаш ќе има место за рекреација не само за сите вработени, туку и за нивните семејства. И уште нешто. Ако некој сака да симне некој килограм, да ја подобри својата физичка подготвеност, ако некој мисли на своето здравје, ако сака слободното време да му мине поубаво и да му биде побогато, нека повели во Панорама. Таму противникот е секогаш подготвен и расположен за спортување. Сум научил да играм шах како ученик во третиот клас на гимназија. Ме научи да играм шах покојниот доктор Алексеј Полканов, руски емигрантски лекар, кој ми беше поочи. Сериозно занимавање со шах во смисла на изучување на неговата теорија преку книги и списанија. Такото сериозно занимавање со шах почна да ме окупира дури по матурската по матурскиот испит. Тогаш заболев од тежок процес во левата нога во коската и бев принуден 2 до 3 години, па и повеќе да лежам со гипс на ногата во креветот. Немајќи подобра забава, читав книги, литература, а најмногу шаховски книги, списанија. И така, значи, мојот сериозен интерес кон шахот се пројави тогаш. Тогаш во Македонија, специјално во Скопје, немаше многу развиен шаховски живот. Инженер Ѓорѓи Полјаков, кој сега е во Белград, вареше тогаш како најсилниот играч на шах во Македонија. Како организатор се пројавуваше Душко Дамјановски, а до известна мера беше активен и Пашко Франич. По заслуга нивна се организираше тогаш тоа шаховско аматерско првенство на Југославија во Скопје во домот на армијата. За моја среќа еден од учесниците откажа да игра и тогаш ме уфрлија како резерва. И во почетокот немав успех, изгубих неколку партии, но кон средината на турнирот и најнакрај почнав да редам низа победи, со кои се пласирав на второ место зад Прајнфалк од Љубљана, кој тогаш стана мајстор, а ние тројца, Ѓорѓи Полјаков, Воја Поповиќ, јас и уште покојниот Шорли од Љубљана, кој загина како партизан. Ние четворица застанавме на 4-то место со половина поена зад Прајнфалк. Станавме мајсторски кандидати. Тоа е, може да се каже, најголемиот настан во шаховскиот живот на Македонија од периодот пред војната. Тој е шаховски турнир во Скопје во домот на армијата. Но и еден друг настан тогаш се збидна во Скопје, а тоа е доаѓањето на бившиот светски првак Александар Алјехин,
Ослободувањето ме затече во Делчево и тогаш со радост дојдов во Скопје. Ги обновних познанствата со Душко Дамјановски, со инженер Полјаков, со Пашко Франич, со тие наши стари организатори и први шаковски просветители, така да ги наречам, во Македонија, нали. И почнав, нали, и јас сам лично да учествувам во тој живот во организациите на шаковски клубови, со држање предавања, со симултанки, со реферати и така натаму. Учествувах на нашите првенства, тогаш, разбира се, лесно ми беше да станам неколку пати првак, зашто немах силна конкуренција. Мислам, 5 до 6 пати бех првак на Македонија. Потем, откако се појави Софревски, и со негово друштво бех еднаш прв. Но полека болеста одно ми се појави, пак леднав и неколку години ја прекратих сета своја шаковска активност на турнирите. Повеќе читав, пишувах, научно се бавех. Моите студии на универзитетот, изучување на странски јазици и на оние научни дисциплини што ме преокупирале низ сиот живот, тоа беше поврзано се со студирањето на темата шахот како историски, математички и филозофски феномен. Тоа дело покажа дека моите години посветени на таа студија не протекнале залудно. Сум постигнал резултати кои се признати денес во светот. Сум убеден дека сум одговорил на сите оние научни прашања, проблеми, што сум ги изучувал во текот на еден период кој не е помало од 30 години. Таа книга е наградена, предговор напишам Макс Еве и понатаму работам, верувам дека и ќе издадам и втора книга во врска со истата таа тема. Може би за година, 2 или 3. А може би и трета книга да издадам, зашто делото е замислено во вид на една трилогија.